Не треба разликите да ги потенцираме во развиениот свет, па и јас лично пристигувајќи во многу светски медицински центри сум работел и сум функционирал со луѓе колеги од многу земји, многу националности, многу раси, многу континенти. Секогаш сме зборувале со јазикот на струката и тоа сите направило и посилни, и постручни, и поспремни. Сметам дека тој систем треба да го имплементираме на секој ниво, во секој сектор во нашата држава. Ние имавме неколку координативни состаноци, има и координатор кој што ја супервизира и на некој начин координира работата на ромските медиатори. Во првиот момент кога ќе се реши проблемот, се извинувам, за обезбедување матични броеви и лични карти и така натаму, за овој огромен број на луѓе кои што ги спомнате, ние сме спремни да направиме посебна програма која што ќе обезбеди здравствено осигурување за истите тие лица. Непосредно после изборите ќе започне постапката за нивно редовно вработување, односно вработувањето да не биде на договорно дело како што беше до сега веќе со години, туку да бидат вработени на неопределено. Тие ромски медиатори се на терен во здравствените домови. Излегуваат први во пресред кога ќе дојдат луѓе кои што имаат од X причини бариера, дали јазична или пак по некоја друга основа на вистина дискриминација. Осеќаат им помагаат да ги спроведат низ здравствените институции, да помогнат соодветно да ја добијат здравствената услуга која што им треба, но има една дополнителна активност која што ја извршуваат, а тоа е да се присутни на терен. Сметам дека огромна заслуга за овој момент имаат и ромските медиатори. Токму тие се на терен, помеѓу населението, на некој начин вршат и директна промоција на бенефитите од вакцинацијата. И тоа е нешто што со години наназад се спроведува. Ке се обидеме да го направиме целокупниот процес на соработка со сите ромски медиатори, што поинклузивен, но во исто време да научиме нешто од нив. Да таков начин на спроведување на кампања помеѓу населението спроведеме и во други области и кон други целни групи. Сметам дека постојат модели кои што може значено да им го олеснат пристапот не само на маргинализираните групи на граѓани, туку и генерално и целиот свет се ориентира кон потенцирање на улогата на примерниот лекар, нешто што ние заедно со Светската здравствена организација го разработуваме, како модел и во следниот период после и потребните законски измени кои треба да ги направиме за да се зголемат ингеренциите на лекарите кои што работат на болничко ниво, таа услуга им ја приближиме на сите граѓани, без разлика каде и да живеат, дали во градски, во селски, рурални, средни, блиску до регионални центри или болници или таму каде што навистина имаме сериозен недостаток.